Реализирањето на проектот за рехабилитација и надградба на патниот правец Штип-Кочани се уште е во почетна подготвителна фаза. Идејата е сообраќајницата во иднина да стане експресен пат, на кој максималната брзина на движење би била 100 км на час. Поврзувањето ќе биде од клучката кај Штип, па се до влезот на Кочани, кај така наречената подлошка крстосница. Освен побрзата комуникација со овој дел од државата, треба да се постигне и поголема безбедност во сообраќајот. Ова, меѓу другото, беше речено на јавната консултација што доцна попладнето се одржа во Облешево, а на која представници од јавното предпријатие за државни патишта ги представија почетните планови за проектот за рехабилитација на магистралата А3. На трасата која што е во должина некаде до околу 27 км има поминува низ 4 населени места. Денеска ние сме присутни во едно, значи интенцијата е во населените места да не се врши проширување, да не се узурпираат дворовите или да биде ептен во близина на куќите, туку да се изврши рехабилитација на самиот пат со подобрување на карактеристики, банкини и така натаму, се со цел да избегнеме оштетување на, да речеме, на приватни имоти, куќи или доближување ептен на самиот пат до куќите, бидејќи како што гледаме тие се многу блиску. Јовановски рече дека се уште не е донесена конечна одлука за проекциите за рехабилитација на патот, односно можни се измени во консултации и согласност со сите засегнати страни, меѓу кои и локалните самоуправи. Сето тоа ќе се прави за да се види која алтернатива ќе биде најсоодветна и ќе одговара на потребите на населението. Делницата со овој проект практично ќе добие подобрени карактеристики на ниво на експресен пат, значи од магистрален пат истата ќе биде надградена на ниво на експресен пат, што значи дека ќе добие плюс 2 ленти по една од двете страни, ќе биде проектирана за брзина од 100 км на час и сите останати елементи кои што ги задоволуваат стандардите на националното законодавство ќе бидат испочитувани. На јавната консултација беа присутни поголем број заинтересирани граѓани, како и представници од општините Кочани и Чешиново Облешево. Сите тие имаа можност со своји предлози да учествуваат во расправата, која треба да даде одговор за некои од прашањата што го засегаат местното население. Инаку, проектот за рехабилитација на патниот правец Штип-Кочани ќе биде финансиран со пари од Светската банка, што според најавите од јавното предпријатие за државни патишта ќе значи реализација во периодот на наредните 2 години, односно до крајот на 2015-та.